Ќе го објават договорот пред само неколку пратеници, но дали ќе ни остава доволно време за да прелистаме 400 страници и да ги видиме сите контроверзни точки од него? Прашува пратеникот Антонио Милошовски, кој се сомнева дека владата спрема уште еден театар за јавноста, откако најавија дека договорот склучен со Бехтел и ЕНКА ќе го презентираат, ама само пред оние пратеници што имаат безбедносен сертификат. Собраниски извори брифираат дека таквите пратеници се бројат на прсти и се главно членови на Комисијата за надзор на службите за разузнавање. Но овие предлог законски измени за коридорите нема да бидат на расправа во тие комисии, бидејќи не се засегнати. Од друга страна, тие пратеници и да го видат договорот во целост, не смеат да споделат информации, бидејќи кривично ќе одговараат за оддавање државна тајна. Милошовски се сомнева во две сценарија. Ако документот за кој што кажува дека е од 400 страници, ни го дадат како документ на сите кои што имаме безбедносен сертификат и ни дадат време, ден, 2 или 3, во соодветни услови, да го разгледуваме и анализираме, тогаш ние ќе можеме да извлечеме соодветни заклучоци и да видиме дали е вистина дека има казнени пенали од 53 милиони евра или дека 70% од работниците би биле надвор од Македонија. Во телефонски разговор за Алфа, координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН Никола Мицевски смета дека граѓаните имаат право да го видат договорот бидејќи тие ќе бидат оние кои ќе го плаќаат со години. Мицевски бара одговори за тоа како групата пратеници, предлагачи на 9 закони по итна постапка, ги предложиле законите, наслепо, по наредба од владата или сепак дзирнале малку во договорот со степен на доверливост. Но ако го виделе договорот, дали сите подпишани пратеници имаат безбедносни сертификати? И ако тоа не е така, во каква ситуација ќе се најде државата? Владата најави дека нејзини представници, како и членови на Комитетот за изградба на коридорите 8 и 10D, вклучени во овој инфраструктурен проект, ќе ја презентираат документацијата и деталите од договорот за изградба, но исклучиво пред пратениците кои поседуваат соодветен безбедносен сертификат.